Меѓаши е синоним на многу нешта. Љубов, детски права, недискриминација, праведност, мир, соработка, разбирање, помош, поддршка. По 30 успешни години од своето формирање и безброј проекти, обуки, тренинзи, работилници и спроведени активности насочени кон креирање поправеден свет за сите деца, сме вечерва тука да го прославиме роденденот и воедно да ја поддржиме и промовираме новата платформа за поактивна комуникација со децата. SOS линијата за деца и млади ребрендирана во Ало Бушовко или www.alobushovko.mk. Предлагам веднаш да ја проследиме работата на Меѓаши низ годините, низ слики. Да го проследиме краткиот филм кој е извадок од документарец кој наскоро ќе се емитува и на медиумите. Во 30 години постоење бевме сведоци на многубројни кршења на детските права, кршење на невини, растрепирани детски срца, на многу неизбришани солзи. Деца на улица без дом, без образование, без здравствена заштита, без храна. Деца злоупотребени од возрастните, токму од оние кои треба да им се најголема потпора и поддршка во растењето и формирањето на личноста. Во 30 години видовме и многу војни и последиците од нив. Разрушени домови, разрушени соништа. Преплашени детски погледи кон празнотијата на иднината. На сето тоа, ние одговоривме со овозможување поддршка на 60.000 деца бегалци погодени од војната во Босна и Херцеговина. Преку телефонот за деца и млади поддржани се 32.683 деца во вкупно 20.263 пријавени случаи. На 1300 волонтери и волонтерки земали учество во активностите во изминатите 3 декади. Истите одработиле над 700.000 работни часа. Нивната работа пресметана во пари е над 1,5 милион евра. Повеќе од 1500 написи за активностите на амбасадата се излезени во печат. На 1825 телевизиски прилози и гостувања во медиумите. 30 години Меѓаши. Чест ми е токму сега на сцената да го поканам почитуваниот Драге Змијанац, коосновач и председател на првата детска амбасада Меѓаши, да повели да ви се обрати и да ги сподели своите емоции. Повелете. Ви благодарам на сите 300 гости заедно со нас и вие чекорите 3 децении. И во тие чекори 3 децении за поправеден свет за децата, морам да кажам дека немаше денеска да бидеме тука, ако пред 31 година Гордана Пирковска Змијанац не ја започна иницијативата и идејата да се формира првата детска амбасада во светот Меѓаши. Една година потоа започна војната во поранешна Југославија и не знам дали е тука Љубиша Николовски. Беше главен и одговорен уредник. Здраво, Љубиша. И Сонја, поздрав. Горде беше упорна да даде апел за згрижување на децата погодени од војната и се сеќавам како денеска отидовме во македонската телевизија, го замоли Љубиша прво даваше отпор, а потоа Горде упорна како што беше и се уште е, и рече добро, еве, неколку секунди.
И тие неколку секунди со тој апел за згрижување на децата погодени од војната трае вечно. Од тогаш па наваму немаше враќање назад. 17 дена само бевме граѓанска иницијатива, горде на 29 април 1992 го свика основачкото собрание во Пионерскиот дом, така беше Драган? Да. Драган Мјалковски е тука. И таму го свикавме основачкото собрание, многу ми е жал што Коле Ангеловски не е тука. Група на ентузијасти решивме да ја официализираме нашата работа и ако забележувате 3 децении чекориме упорно, достоинствено во одбрана на правата на децата. Но морам да се заблагодарам на нашите 3 деца. Кристина, Жарко и Стефанија, кои не трпеа за се она што го правевме дома на работа и им благодарам многу што се пожртуваа заедно со нас да стигнеме до тука. Ни дава забелешки, замерки, но верувам дека сега не се кајат затоа што навистина имаме кауза за која се бориме и вредеше да се бориме. Благодарам до членовите на собранието, на надзорниот одбор, на оперативната канцеларија и сите волонтери кои ве пречекува овде за несебичната поддршка и помош, затоа што без нив, колку и да сакавме, ние двајцата не ќе можевме да успееме да стигнеме до тука. Благодарам на сите медиуми, поддржувачи, донатори, кои исто така не препознаа и ни веруваа дека можеме да го изработиме квалитетно тоа што го работевме. Морам да признам дека имаме документарен филм, кој утре ќе го погледнете на нашите социјални мрежи 30 години. И во таа пригода има еден Бранко се вика Попчевски, кој на секој 5 години како ги додаваме филмовите, овие прилозите, тој испушта по неколку солзи. Бранко, тука си? Поздрав за Бране Попчевски, навистина многу сум благодарен што ни помага да даде емотивна нитка на сето тоа што го работиме. Ке можете да го погледнете утре. Секако, позаимивме 2 гласови кои низ нарација ги слушнавте денеска. Во првата пригода беше Фросина Драмиќанин, ако е тука, поздрав. И во втората продолжи Васка Бојаджи со незината нарација и читање, дадоа и тие свој придонес во филмот да навистина не емотивно погоди. Ви благодарам на сите вас 300 гости кои сте тука и се надам дека ќе чекориме уште 3 децении, 10 летија и декади заедно и после 30 години ќе одбележиме 60 години. Имаше еден предизвик да се направи монографија. Сигурно ќе забележите колку надписи од печат имало, колку прилози во телевизиско гостување и така натаму. Сето тоа од процесот на смислување на акција до реализација, до институционално архивирање и меморирање на тоа е вистински предизвик. Многу од материјалите беа ВХС, па моравме да ги дигитализираме. Имаше благородна задача авторката Валентина Ѓоргиева да ја направи монографијата со авторско дело, со вовед, со нарација, со заклучок. И многу сум ми благодарен што како новинарка го прифати овој предизвик и вие сите ја имате кратката монографија во вашите раце. Таа ќе биде споделена уште вечер, а утре и долгата монографија, така да ќе можете да ги излистате сите 300 страни за 3 децении работа на првата детска амбасада. Ви благодарам уште еднаш за сета ваша поддршка и верба во нас. Подготовките за овој настан траја со месеци, многу луѓе беа вклучени во неколку различни проекти. Една од нив е почитуваната Валентина Ѓоргиевски, автор на монографијата 30 години, прва детска амбасада во светот Меѓаши. Ке си ја повикаме на сцена со нас. Валентина Ѓоргиевска, куса да сподели искуство. И читајќи го нивниот материјал и правејќи ова монографија, дојдов до заклучок дека всушност сите човекови права што ние ги изучуваме и ги сега ги разработуваме, завршуваат кај ова најглавно право,
правото на детето, бидејќи се што прави човекот, подобар стандард, наука, развој на општеството, се прави за децата, односно за тие што доаѓаат, бидејќи децата се легитимните представници на светот. Во рамки на одбележувањето на 3 децении постоење или 30 годишнината, нашата мисија и понатаму останува обезбедување што повеќе донации со што би помогнале на што повеќе деца и семејства. Првиот експонат е ангелче Срцулка и пакет Масхев Виталија. 2500 денари. Да не подсетувам, добро знаете, отворете ги вашите срца вечерва, сите средства одат за Ало Бушавко. 212, благодарам. Дали одиме на 6500? 6500 за првиот пакет Срцулка и Виталија, да видам, 67. Прв пат за 6567, втор пат и трет пат продадено, честитам, број 67 за 6500 денари. Имаме мистериозна кутија. Не знаеме и ние што има внатре, ќе ни треба асистенција, како велат, независно тело. Некој барем да потврди дека има нешто во кутијата. Мене ми е огромна чест, не само што е вечерва со нас, едно од врвните актерски и режисерски имиња во Македонија, туку и што ќе се придружи на мене на Марко на сцената. Господинот Благој Чоревски, повелете. Сигурно има нешто. Ќе асистирам малку. Не, има внатре, јас чувствувам. Комисијски можам да потврдам дека внатре има нешто, со колку почнуваме иматавање. 5500 денари е почетната цена на овој експонат. Мистериозна кутија. И се наддава по 1000 денари нагоре. Не знам што има, ама вака убаво изгледа кутичево. Префектна е. 8500 прв пат за број 14, ако не се лажам. Имате шанса да се премислите. Океј, втор пат и трет пат честитам продадено за 8500 на број 14. Ајде да видиме сега. Драг мој Благоја, отвораме за еднички. Што има во кутијава? Имаме кето за оние кои што внимаваат на линијата, производи. Посебно јас. Да. Имаме протеински путерет кикиритки, меѓутоа и најбавото изненадување е вечерва. Имаме таблет Huawei Mediapad T396. Браво! Значи 13 беше така? Да, пакет производи Кето Виталија и имаме репродукција на слика од Вангел Наумовски, која во моментов се надевам можете да ја видите на екранот. Имаме Катерина Златановска Попова, повели Кате. Мистериозна кутија 4. Добре дојде на сцената, имаме мистериозна кутија, уште една очигледно. Не сме готови. Добре. Ова никој не го знаеше, го немате ни во програмата како што гледате, само што пристигна и јас сега ќе го отворам. Хајде да видиме, Кате, што носи изненадување, мора да е нешто одлично. Ајде да не пречам, што ли ни носиш? Ова се специјално изработени на сликани рачно миниатури од Джесите Меков. Одлично, прекрасно. И бидете така. Ајде. Што? Ви значи ова нешто? Како не? Новак Џоковиќ. Кој ќе биде најсреќен да ги добие овие две прекрасни работи кои пристигнаа директно од Србија Open, капа и мајца од Новак Џоковиќ. Секоја чест, секоја чест. 11.500, прв пат за 2-2-0. Втор пат, трет пат продадено 2-2-0, 11.500 денари. Голема благодарност до платформата eCrowd MK. Ни останува уште една важна задача, а тоа е да упатиме благодарност до сите оние кои што на некој начин оставиле свој белег и печат низ децениите.
Ќе доделиме плакети прво на МЦМС. МЦМС. Евридика Шашкова. Честитам. Плакета и за почитуваниот наш асистент вечера, легендата на театарската сцена, почитуваниот Благоје Џелевски. И за Почитуваниот. ова мене ќе ми го остави. Со задоволство. Еден од дефинитивно моите најомилени пејачи на сите времења на светот, и тој тоа добро го знае. А јас секогаш асистирам како идеше гитаро моја девојко. Еден единствен, Драган Мјалковски. И остана во спомен Драган песнава. Во животот научив уште од 63-та Скопскиот земјотрес. Светската солидарност, па и локалните солидарности се секогаш победници, секогаш одиме напред со нашата убава планета. Па ако можеме, еве, како и вечерва, со вашите донации, со вашата посета, со вашата работа и големиот труд, да продолжиме понатамо. Македонија има со што да се гордее, меѓу другото и Медјаш. Мислам дека е вистинско време за доделување на специјалната плакета Медјаши 1992 до бесконечност. Прво се разбира за господинот Драги Змијанец. Медјаши бесконечност. Честитам. И уште една бесконечност вечерва ќе За дадеме на Гордана Пирковска Змијанац. е сега официјално бесконечно. Приказната продолжува. Честитам. И за крај, оние кои несебично го ставија своето срце во овој проект, ја внесоа целата своја љубов и неуморно, безрезервно работеа на подготовка на овој настан вкупно 2 месеци, 60 на дена. На сцената го покануваме тимот од сонништата, луѓето кои што ја зголемуваат дозата на магија со секој минат ден. Тамара Блажевска, дизајнерката која од обична круна знае да создаде приказна и магија. И единствениот неумишлив Жарко Змијанац, кој вечерва го оствари незамисливото. Магична гала донаторска вечер во чест на 30-тиот роден ден на Медјаши. Поклон до земја Жарко за сите лични надминати граници низ оваа авантура. Огромно благодарам. Браво, Тамара. Браво, Жарко. Апсолутно заслужено, еве ние ќе бидеме овде. Честитки. За само Огромна кратко. благодарност. Упатуваме до сите волонтери кои и оваа вечер, но и низ изминатите 3 децении се дел од големото семејство на првата детска амбасада Медјаши. Огромна поддршка е тимот на Nextsense кои што ќе ни донираат нова веб страница токму за првата детска амбасада во светот Медјаши и секако првата македонска платформа за краудфандинг или масовна поддршка од заедницата со кои што веќе имате отпочнати 2 проекти. На екранот ќе може да ги погледнете и деталите. Преку посттерминалите кои ни ги обезбеди и CrowdMK платформата, вечерва можете да ги платите своите експонати директно со картичка или да се приклучите на големата акција преку која сакаме да обезбедиме пакети со храна и средства за хигиена за 50 семејства. Ајде заедно да ја достигнеме целта. Во реално време на екранот вечерва ќе ја следиме промената на постигнатата донација за оваа наша акција.
Пред да поздравиме уште еднаш, бидејќи тука ја завршуваме оваа официјална наша програма, тивката аукција е отворена и следниве 30 минути, а потоа листите кои ќе бидат собрани, последниот број запишан на листата ќе биде купувачот на тој експонат. Забавата продолжува. Да, мораме да уживаме вечерва, тоа е и целта. Уживаме на забава со DJ Здравко. Огромна благодарност до сите вас присутни и до сите оние кои што го реализира овој вечерашен настан. 30 години успешна работа на Меѓаш и јас им подсакувам уште најмалку 3 пати по 30 да се гледаме за убави настани, со убави поводи, секогаш да го отвориме срцето за вакви настани, да ја поддржиме првата детска амбасада во светот секогаш. Ви благодарам уште еднаш.